Преградките веќе помина, може и после ова интервју, нели, но сега да го искористиме овие 10 минути да си направиме муабет со Ламбе Алабаковски, инаку ја крстивме темата Ламбе се враќа во Македонија, ама и на музиката. Две враќања, така е, да. Ламбе, добре ни дојде. Како ти се чини сега, ова само војнава да прекине, а ковидов како веќе прекинува? Па дај Боже да прекине војната, да нема војни, нормално, никој не посакува. Добро ве најдов. Се надам и ковидот ќе помине. Нашето враќање беше одложено поради тоа, но сега сме тука и ќе видиме што ќе се случува. Се надам здрави, живи, ќе правиме доста музика и песни. Да. На вистина, кога си таму, никаде ти недостасува толку многу ова парче земја? На вистина, да. Особено... Што е тоа што ти недостасува? Па се буквално, значи, како да кажам, тоа не се опишува многу со зборови. Кога човек е надвор, мене прв пат ми се случи да видам толку време одсутен од Македонија и сваќаш колку ти значи татковината. Искрено мене одсекогаш, од кога бевме таму, одсекогаш размислував како, што, кога и ќе се случи, фала Богу, ете се случи, се вративме. Ќе видиме сега, тука сме, остануваме со плановите тука, па здравје Божи. Да. Музиката не достига? Нели таму обезбедување, ми рече работеше и логистика во транспортна компанија и така натаму. Си запејуваше вака за своја душа? Да. не може човек без музика. Особено што се од мали години што се бавела, музиката, како да кажам, стои во една страст, една пасија, една нешто што останува секогаш во тебе и само што не бев толку продуктивен и не створивме нешто, мислам песна, видео, некои такви концерти или нешто. А може би од друга страна па имам размислувано, е добро човек да направи некоја мала пауза. Ете, тој период убаво го искористив за семејството, фамилијата и така. Се проширивме со уште еден член и така. Да. И сега тој недостаток е собрано некаде во глава, што е она што ќе биде, каков тип на музика ќе биде, поп музиката ќе биде она што ќе биде новото? Па да, поп рок музика, имам некои идеи, таму се родија со преработка на некои песни македонски кои се подзаборавени, а мислам дека се многу вредни. Пред се убаво е дружбата со публиката. Па еве имавме еден концерт во Битола, посветен беше за Тоши Изааки. Таа интеракција и тоа дружење многу убаво и исполнува, искрено пеењето и снимањето во студио едно, а публиката, концертот е друго, да. Така да... Не те подзаборавиле, не те заборавиле, така? Да, има интересни случаи сега, после 7 години, веќе публиката моја на некој начин израснала, да овие поновите, некој знае, некој можеби не знае, или како и да е. Интересно е тоа што кога ќе приде некој, јас бев толку 12 години, сега има 19, пример, таа разлика тука се осеќа. Убаво е чувството, ете, моите песни сум благодарен што се уште се слушаат, се вртат и така. Кога сме кај соработките? Те прашав и куса нели пред ова линковско вклучување, со кого сте имали некоја најава во глава? Веќе влезе во студио, беше, се договараше со некој од композиторите? Па не, се уште не сум бил во студио. Би сакал да соработувам со повеќе автори. Ке видиме, имаме и некој материјал спремен кој беше претходно објавен, ама не спакуван во албум и планирам и тоа да се спакува во некој албум издание и да се промовира. И како е Детройт за разлика од Скопје вака? Па горе-долу слично е. Да, луѓе, автомобили, коли на сите страни, секој има некоја обврска и така. Дома е дома, секогаш ќе биде така за секој, мислам. Убаво беше таму, убаво искуство, убаво си поминавме. Не бевме
со сопругата секогаш се шегуваме дека не бевме од оние печалбарите, па едноставно таму се најдовме, требаше да бидеме и живеевме. Така е. Кога сме кај музиката и кога сме кај овој недостаток, да речеме, на фестивали, што правиме на таа тема? Дали можеби музичарите редно време, вие вака, нели музичари воопшто да се договорите некако заедно, па да поттикнете некакви иницијативи на некои фестивали, обновување и така натаму? Тоа е убава идеја. Јас мислам дека сите пеачи во Македонија да се соберат, толку еден фестивал можеби ќе наполниме. И убаво е сите да учествуваат, па макар и горе-долу и секоја година да се случува нешто. Сега не сум многу во тек со фестивалите, со Макфе, со Скопски фестивал, со... Скопски не има ламба. Да. Јас 2013 беше последно кога освоив прво место. Понатаму знам уште година-две мислам се одржуваше. Би сакал да има фестивали. Фестивалите се убаво место на творење, еден поттик за сите кои творат. Може би е добро да се издоговориме, како што велиш колегите, па да направиме нешто. Да. А од искуството еве во Битола, се враќам да тоа е едно, тоа е ти е да речеме, пресно во сеќавањата. Да, кои беа песните кои што се испеа? Тоа беа песни на Аки и Тоше или песни на Ламбе, Елена и сите кои што бевте таму? Не, тоа беа песни од Тоше и од Аки, да. Сите пеевме, значи јас, Каролина, Димитар Андоновски, Елена и многу други, Јана, да не заборавам некој, Александар Тарабунов. Пеевме песни со камерниот оркестар на Битола и навистина многу убаво звучеа. Може би ќе има и некое аудио-видео издание ќе излези. Имавме 2 концерти, имаш интерес за уште повеќе, бидејќи не знам дали пандемијата, бидејќи се беше затворено, не се случуваше ништо, имаше голем интерес. Да, и пеевме песни од... Јас испеав 2 песни од Тоше, Ангел си ти и За овој свет. И беше убаво чувството песни да се пеат од такви големи имиња и музичари кои оставиле толку голем белег на естрадата. Така. Со обврските по дома, како се делите со сопругата? Сега имаш време и не смеш да кажеш имам работа. Сега нема тоа, така? Јас од секогаш не ги делам обврските на машки и женски. Едноставно домот функционира и треба се носи на грбот на двајцата. Така да поделени сме во тоа, да. И немаме некое ова ти правиш ова и јас знам да и уживам да влезам во кујна да направам нешто. Па еве покана. Да, заради тоа што ние имаме во 10:30 оброк на денот. Смисли некој оброк и еве јас јавно те поканувам кај Цеце и Марко или кај Ненад и Ивана, нели која е комбинација неса, да си подготвиш нешто. Што подготвуваш еве доручак кога е во прашање? Па зависи се од деновите, но најчесто тоа е нели јајца, сланина, лепче, ајварче, сирење, да. Па да, и таму имаше секогаш ајварче на маца. Да. Како се обезбедуваше доволно количини од тука? Не. Не, има таму скоро сите продукти ги има од тука. И често имавме зимскиот период, јас практикувам салати, туршија, такви работи, а летниот период свежа салата и така. Така е, да. Обожавам и супи. Мислам, често правиме и супи, да. Одлично, да. Колкави се децата сега? Поголемиот е 7 години, помалиот ке полни 2. Поголемиот веќе е прво оделение, тука го запишавме. Да. Знае македонски? Па 80%, да. Да. Од летото до сега има голем напредок кога стигнавме. Навистина брзо учи, се вклопува и така. Да. И сега за крај запеавме Море од солзи, ама има една што мене ми е омилена, не дека другите не ми се омилени, тоа е можеби сега нема да ми се налути веројатно Славе Димитров, ама каде песна моја? Ми се чини дека нека не слуша Славе Димитров подобро од оригиналот во таа верзија која што ја направи тогаш. Ламбе, може ли за крајно Валинковско вклучување? Само делче па да ти спратиме со песна. Ко детските сништа, животот мине, кој игра што буди, занес еден луд,
Еднаш е чуден, друг пат тој е толку студен, код звезда сина, ко неврат ке сгине. Браво! Благодарам. Да. Пее Марчо тамо, да, весело во студио. Ова е легендарна, ова е песна која што е влезена во аналите на Да. македонската музика. Поздрави го многу Ламбе, го чекаме во студио, има јавна Така пука е. на соците да го Кујна, отримеме. ама Кате, Баш. и ти може да дојдеш заедно со Ламбе да Така е, се договоривме више. Оброк на денот со Ламбе следната недела. Договорено.